Само 5 години откако првпат го постави големото прашање, бизнисменот Картер Реум реши да го повтори сценариото на денот на влюбените. Ја запроси својата сопруга Парис Хилтон повторно да се омажи за него, дознава ексклузивно People. Романтичниот настан се случил за време на зајдисонце на плажа во Туркс и Кајкос, но овој пат бил малку поинаков. На свршувачката присуствувале и нивните деца, синот Феникс и ќерката Лондон, кои ги добија преку сурогат мајка. Овој пат беше помагично од првиот пат, рече Хилтон, додавајќи: сцената беше толку емотивна и посебна за нас, бидејќи Феникс и Лондон беа таму, изјавила таа за People. Парис носеше лежерен бел фустан за пригодата, што истакнуваше нејзината завидна фигура, но и нејзината убавина. Судејќи според фотографиите, самиот настан бил посветен на белата боја, бидејќи децата и сопругот носеле бели комбинации. Богатата наследничка ги објави фотографиите на социјалните мрежи, а честитките постојано пристигнуваа. Ице Ражњатовиќ во едно неодамнешно гостување проговори за еден од најтешките периоди во животот, периодот на нејзиното апсење, и откри детали од средбата со човекот кој според нејзините зборови во своји раце ја држал нејзината иднина. Станувало збор за еден од обвинителите во случајот. Инаку во мај 2011 година српските обвинители ја обвинија Цеца за несоодветно присвојување, проневерување на околу 4 милиони германски марки и околу 3,5 милиони долари од трансферите на фудбалски играчи на клубот Обилич, кој го водеше по смртта на својот сопруг Аркан. Аркан беше застрелан и убиен на 15 јануари 2000 година на 47 годишна возраст. Исто така, таа беше обвинета и за нелегално поседување оружје пронајдено во нејзиниот дом при апсењето во 2003 година. На 9 мај 2011 година судот во Белград прифати договор со обвинителството според кој Цеца ќе се изјасни за виновна и ќе биде осудена на 1 година домашен притвор со мониторинг преку електронска алка за надзор, така се надгледува нејзиното движење од страна на полицијата. Законски казната на Цеца и беше 1 година домашен притвор, но дел од претходно издржана притворска казна и беше одбиен. Со тоа реално Цеца беше во домашен притвор околу 8 месеци, а алката и беше тргната во февруари 2012 година. Цеца раскажа како во најтешките моменти при судењето и пришол токму човекот задолжен за нејзиниот случај, обвинителот. Цеца за оваа ситуација вели: ми се случува катастрофална животна ситуација во 2010 и 2011 година, околу мене хаос, приказни дека сум ваква и онаква. Но по некоја случајност во целата таа моја мака ми приоѓа еден обвинител и ми вели: Цецо, јас бев на вашиот концерт на Ташмајдан, таму ја запознав мојата сопруга. Ние сме во брак, имаме деца. Благодарение на вас сме среќен брак. Нашата позната пејачка Мартија Станојковиќ на 18 февруари ја представи својата нова песна и видеоспот "Не барај ги ангелите", проект кој уште од првото слушање се издвојува по емоционалната искреност и длабоката лична исповед. Самата Мартија ја опиша песната како најранливата и највистинската што досега ја има снимено. Музиката е дело на Дарко Димитров, а аранжманот го потпишува Роберт Билбилов, додека текстот е на Робин Зимбаков. Во фокусот е приказна за љубовта која згаснува, за моментите кога победуваат суетите, а човекот останува сам со болката запишана на нотите. Видеоспотот, реализиран од Sustain Production, е во режија на Даниел Јовески и визуелно ја надополнува драматиката на песната со силна атмосфера и символика. Во својата објава на социјалните мрежи Мартија напиша: "Кога љубовта ќе умре, победуваат суетите. Научив дека љубовта не нарадува секогаш. Понекогаш не учи како да се бориме." Со тоа уште еднаш потврди дека "Не барај ги ангелите" не е само песна, туку лична исповед и огледало на внатрешните борби.
Црногорскиот кант-автор Владо Ѓоргиев ќе одржи концерт во Скопје на 20 март во салата Јане Сандански од 20 часот и 30 минути. Ѓоргиев доаѓа во Скопје по 3 распродадени концерти во Белградската арена, а ќе има и четврти. Владо Ѓоргиев е пејач и автор со потекло од Херцег Нови, кој живее во Белград. Има издадено 3 студиски албуми, а стана популарен во 2000-те години во целиот регион. Глумеше во неколку српски серии. Ѓоргиев настапи во Хераклија во Битола на 16 август лани. Концертот беше насловен Господски во Хераклија.